Од неодамна на социјалните мрежи се објавува повик од страна на Асоцијацијата на специјализанти и млади лекари за протест на матичните лекари поради неодговорниот однос на Министерството за здравство и владата. Протестот би се реализирал половина час за време на паузата, како не би биле занемарени пациентите. На оваа тема разговаравме со доктор Златко Стојменов, кој потврди дека Министерството за здравство воопшто како да го нема од аспект на помош кон здравствените установи. Едноставно, вели Стојменов, тие се определија дека ќе помагаат на сите јавни здравствени установи. Тоа значи дека останатите кои работат како матични лекари не добиваат никаква поддршка и помош. Ние бараме да имаме маски доволно, ние бараме да имаме ракавици доволно, визери, одела, калјачи, за да може да идеме на терен кај пациентите. Знаете дека незадоволството потекнува од тоа што сите луѓе во пандемијата со COVID-19 ги водат матичните лекари, оние кои се во домашни услови, а од друга страна, кога се зборува за помошта, тие се тргнати. Кога се зборува за награда, тие се тргнати на страна. И тоа е причина за револтот. Доктор Стојменов направи осврт на иницијативата на Асоцијацијата и истакна дека за работите да се сменат, треба целата лекарска фела да се здружи. Тој истакна дека една сериозна држава во време на пандемија треба да се грижи за здравствените работници и не може единката да го решава тој проблем. Мислам дека тешко ќе помине таква иницијатива, бидејќи зборува уште една за расцепканоста на здруженијата. Јас не гледам како ќе го направи тај протест Сдруженијето на млади лекари, ако не се вклопи со Сдруженијето на приватни лекари на Македонија. Значи, тие треба да се сепак дел од тоа здружение, па заеднички да ги стават на маса заеднички проблемите, тие се однесуваат сепак како некоја посебна група и тоа не е добро, тоа го расцепкува мислењето вкупно на матичните лекари кои треба да го испорачат на општеството. Така да сметам дека треба се здружат со сите здруженија кои и треба да се обратат на вистинското место, кон Министерството, преку Лекарската комора и работите треба да се сменат. Во овој момент не може да се набават материјали, бидејќи нема каде да се набават. Ракавици само мали броеви, за машките невозможно да ги носат, додаде доктор Стојменов. Маски може би има, ама другите помошни средства многу тешко се набавуваат и кога би имале парични средства. А пандемијата според него може да трае и 2 до 3 години. Во тој случај најмногу ќе настрадаат примарните матични доктори, кои би се соочиле со дополнителен финансиски проблем, истакна доктор Стојменов, бидејќи и без тоа буџетите не се големи и за платите и за придонесите и за трошоците, па сега и како нов момент заштитните средства.